Помина речиси 60 дена откако за православниот христијански празник, посветен на Свети Атанаси Велики, архиепископ Александрийски, меѓународот попознат како Свети Атанаси Летен, чие име го носи многовековниот манастир во Мариовското село Старавина, во 2025 Господово лето, кога со Христо Тодоровски, првиот меѓу еднаквите членови како на манастирскиот одбор на многовековниот манастир Свети Атанаси Велики, архиепископ Александрийски, воедно и на манастирот Преображение Христово, начелно се договоривме да направам нов документарен запис и за православниот христијански празник Преображение Христово, чие празнување од памтивека па се до ден денешен се чествува во многовековното македонско христијанско православно светилиште, чие име го носи на Господовото преображение во Мариовското село Старавина. Почитувани мои, ете како што вели народот, Господ милуваше на сам ден на православниот христијански празник, посветен на пророкот Свети Илија, воедно на македонскиот национален празник, посветен на востанието на македонскиот народ против отоманското владење во Македонија, познато како Илиндеско востание, ова Господово 2025 лето, прелистувајќи го така народски да се изразам, мојот алваџински телефонски тефтер, да го пронајдам телефонскиот број на мојот пријател Христо Тодоровски, меѓу мариовци попознат по прекарот Христо Ктиторот од Старавина, да го побарам, да му предложам да направиме документарен запис и за православниот христијански празник Преображение Христово, чие празнување од памтивека па се до ден денешен се чествува во многовековното македонско христијанско православно светилиште, манастирот Свето Преображение во Мариовското село Старавина, кое празнување се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, низ времето што одамно одминало и во нашево денешно современие во селото Старавина. Го зедов телефонскиот апарат, задзвонив. Добро утро, овде Зора новинарот што ги снима репортаживе за нашиве заборавени села, Христо Тодоровски ми треба, проговорив. Добро утро, ти си бре Зоране, кај те навеа ветров да се јавиш по подолго време, послушнав гласот на Христо Тодоровски. А бре Зоране, како порочан се јави, да те барав не можев да те најдам. Слушај ваму сега, како знаеш и умееш за празникот Преображение Христово да се нацрташ во селово, да се нацрташ горе во манастирот Свето Преображение, да направиш уште едно убослико за денот наш насушен православен. Немој случајно да не си дошол, ми заповеда Христо Тодоровски, меѓу мариовци попознат по прекарот Христо Ктиторот од Старавина. Да, договорен. Секако, секако. Точно. Во ред, во ред, во ред. За Мариовското село Старавина, како по стариот обичај, така и овој пат, тргнав со мојот джип, со камазот, ден пред празникот Свето Господово Преображение, во раните попладнени сати и некаде пред зајдисонце пристигнав во селото Старавина, поточно речено во манастирот Свето Преображение, каде што ме пречека Христо Тодоровски, меѓу мариовци попознат по прекарот Христо Ктиторот од Старавина, заедно со Димче Ковиловски и професорот Драгослов Миновски, еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм, кој беше дојден во Мариовскава регија, во нова истражувачка, географска, антрополошка, историографска и етнографска мисија.
Почитувани мои, продукцијата Маријов филм, а воедно јас Сонезе и моите соработници од продукцијата Маријов филм, речиси 10 години ја крсталиве Република Македонија, додека јас, почитувани мои, многу пати тоа сум би го напоменал, 30 години патувам низ Република Македонија, а 27 години патувам тука во Маријово. Ете, почитувани мои, според Господовото провидение, сподајам у нему на Господ, повторно ме донесе овдека во селото Старавина, повторно ме донесе овдека во манастирскиот комплекс посветен на Свети Атанасиј, но овој пат на православниот христијански празник Христово преображение. Почитувани мои, наминав овдека во село Старавина, наминав овдека во овој манастирски комплекс за да ги видам оние стари адите обичаи, како некогаш, така и денеска се празнуваат сите наши македонски православни христијански празници, а се разбира и како мештаните од ова село го празнуваа празникот посветено на Христовото преображение. Почитувани мои, за Старавина, за празникот посветено на Христовото преображение, тргнав ден пред празникот, поточно речено на 18 август ова 2025 Господово лето. Може би се прашувате зошто тргнав ден пред празникот и тоа во попладневните сати, за да стасам навреме на вечерното богослужение, а исто така да стасам навреме и на вечерната богослужена трпежа, а пред се да стасам навреме, како според оној стар адет и обичај, на заслуга што се вели, и се разбира, почитувани мои, ми беше полна душата, што ете јас, сум дел од ова празнување, што јас, рече го, сум гостин на ова наше духовно празнување. Почитувани мои, сонцето високо, иако беше над Старавина, сепак тоа заоѓаше над Пелистер. Набрзо, од сите страни, не само на Битолскиот дел на Маријово, туку и од Пилевскиот дел на Маријово, се зареди врв улица народ во правец на селото Старавина, во правец на манастирскиот комплекс Свети Атанасије. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што останавме достојни на зборот, што си го дадовме воедно и пред соборскиот народ, кога ја снимаше документарната репортажа за православниот христијански празник посветен на Свети Атанасије, овде во Старавина, овде во манастирот Свети Атанасиј, да направиме ново слико и за манастирот Господово преображение, за празникот преображение, каде што во манастирскиот комплекс, поточно речено во манастирскиот двор, покрај манастирот Господово преображение, се наоѓа и манастирот Свети Атанасиј, за да остане тоа слико што ти ќе го насликаш на генерациите старавинци, маријовци, богами и македонци, за да не остане покриено од правда на заборавот. Почитувани мои, мојот домаќин Христо Тодоровски, меѓу маријовци попознат по прекарот ктиторот од Старавина, ме замоли најсетни ние, поточно речено професорот Драгос Поминовски, еден од непознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ, историчар и етнограф, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, на сите маријовци, каде да се наоѓаат тие, да им ги пренесе неговите досегашни истражувања за духовно-православниот христијански живот на маријовци во вековите кои одамна поминале, а најсетне тој да ни ја раскаже неговата приказна за неговото православно христијанско патешествие не само во Старавина, туку ширум Маријовскава регија. Неговиот предлог со задоволство го прифатив. Православието е вистинско христијанство, тоест вистинското новозаветно учење за Христос и старозаветното откровение Божјо, кое е останало нерасипано,
и неизопачено до наше време и ќе остане така за секогаш. Зачувано е во сета своја чистота и полнота. Чувар на ова учење е православната црква, основана од самиот Господ Исус Христос и водена од Светиот Дух низ вековите. Во наше време има многумина кои не разбираат правилно што е православието и каде лежи неговата суштина. Некои од нашите современици пристапуваат кон ова прашање небрежно и го решаваат премногу примитивно, дури и наивно, целосно занемарувајќи ги неговите длабочини и воопшто не гледајќи ја полнотата на православието и не разбирајќи ја смислата на животот. Така вели Господ, зборовите што ви ги кажав се дух и тие се живот. Затоа, да бидеме внимателни, да бидеме смирени и внимателно да го слушаме Словото Господово. Само оној што мисли православие, чувствува православие и живее православие, може да се смета за православен во реалноста. За да се постигне ова, потребно е редовно да се посетуваат црковните служби и да се оди во црква и често да се чита Светото Писмо. Дома, во семејниот круг, молете се на Бога секој ден, во пресред на неделата и црковните празници, послужете кандило, кадија целата куќа и семејството собрано пред иконата и кандилото се моли на Бога. За да не застраниме религиозно, светите отци ни го оставија символот на верата. Кратко, но прецизно изразено православно исповедание на верата. Затоа, добро е да го научиме символот на верата на памет и секогаш кога му се молиме на Бога, да го читаме символот на верата, тоест правилно да ја исповедаме нашата вера. Сето погоре наведено значи внесување ред во семејството, збогатување на секојдневниот живот со духовност. Овој начин на живот е знак на духовна зрелост. Целта и задачата на православната вера е да го спаси човекот од вечна пропаст. Бог го создал човекот да живее вечно. Неговиот живот во вечноста зависи од патот на овој земен живот. Рај или пекол. За да се спротивставиме на сите напади на ѓаволот и да ги издржиме сите искушенија што не наоѓаат во текот на животот, мора секојдневно да мислиме на Бога, на себе си, на нашето семејство и на вечноста. Должност на родителите е духовно да ги воспитуваат своите деца и редовно да ги носат во црква на служби и часови по веронаука и да ги учат да ја сакаат и чуваат православната вера и да ги учат своите деца на истото. Православната црква и верата се единственото засолниште каде што можеме да се спасиме и од старите и од новите зла, како што се зависноста од дрога, алкохол, секти и така натаму. Затоа мора да живееме православен начин на живот секој ден, да се собираме на заеднички молитви, да се учиме во верата и да бидеме будни и внимателни за да не измами некој. Православието е скапоцен бисер кој мора да го заштитиме како светилиште. Минатото и сегашноста на православието се карактеризираат со горчлива борба за зачувување на чистотата на верата, што апостолите ја пренеле на своите наследници, епископите. Оваа борба започнала за време на животот на светите апостоли и ќе трае до крајот на векот и второто Христово раѓање. Прогонствата на христијаните во сите векови не само што не го изгаснале православието и верата и развојот на Божјата црква, туку преку формата на мачеништво и чуда што се случиле во тоа време, помогнале да се одржи и прошири низ целиот свет. Секој од вас со својот ближен. Христијаните секогаш мора да ги паметат зборовите на Христос Спасителот. Лагите се од ѓаволот, кој е лажливец и татко на лагата. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови.
Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис за празнувањето посветено на Господовото преображение од утринската богослужена литургија, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник на Битолското црковно наместништво заедно со соборскиот народ и благословениот ручек кој го подготвија исто така мештаните од селото Старавина во чест на Господовото преображение, која се одржа во манастирот чие име го носи на Господовото преображение, предлагам да ги проследите до сегашниве духовно православно христијански истражувања во Мариолскава регија, посветени на Господовото преображение, што ги направив копајчи низ архивите ширум македонскиве и балканскиве простори во изминативе децении во продолжение на оваа репортажа. Преображение Христово е христијански празник кој се слави секоја година на 19 август според новиот стил на световниот календар, на 6 август според јулијанскиот календар. На овој ден се прославува преображението на Христос кога на планината Тавор Господ се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован, на тој начин што Господ Исус Христос сакал да им покаже барем дел од својата божествена слава преку неговата преобразба. За Христовото преображение се зборува во трите евангелија од 4, и тоа во Евангелието според Матеј, во Катрен 17 и во Катрените 1 до 9, во Евангелието според Марко, Катрен 9 и Катрени од 2 до 8, и во Евангелието според Лука, Катрен 9 и Катрени од 28 до 36. Во Евангелието на Матеј, во Катрен 17 за Господовото преображение се вели дека Христовото лице заблескало како сонце, облеката му побелела како снег, а покрај него се појавиле пророците Мојсеј и Илија, а од небото сјаен облак ги покрил апостолите, слушајќи го Господовиот глас, велејќи им: Овој е мојот возлюбен син, него послушајте го. При тоа, приоѓајќи им нападнатите апостоли на земјата, велејќи им: Станете и не бојте се. Преображение Господово е еден од 8 големи христијански празници, кога според народното предание на овој ден во зора почнуваат да се преобразуваат и гората и водата, најавувајќи ја есента. На преображение се преобразува и листот и каменот во водата, листовите почнуваат да жолтеат и да опаѓаат, а водата станува постудена. На преображение небото во глува доба 3 пати се преобразува. Заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј! Ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, кои што брескотеа над кај Макчалан, го греа селото Старавина, гнездено во падините овдека под кај Макчалан, овдека во Мариово, како орловско гнездо. Почитувани мои, набрзо се зареди врв улица народ, во правец на селото Старавина, во правец на манастирот Свети Атанасије, на празнувањето на празникот Христово преображение. Почитувани мои, набрзо црковниот двор се наполни со народ. Spasi
според Господовото провидение, ете, вие сте со вашиот домаќин титорите на овие две цркви. Меѓутоа, овдека десно од мене се наоѓа една спомен плоча, една спомено бележје. Ќе може ли да ни раскажете, ајде, така да речам, поопштено приказната како дојде до возновата на манастирската црква посветена на Христовото преображение? Сега да почнеме. Ова е сето на сон. Една недела на ова свето место, една недела пред преображение, на сон ми дојде, јас, мажот ми и Митра, претходната домајчинка, седевме со свеќи запалени на ова место в Враце. И од тој момент, од озгора, Господ ми се јави со силен глас и ми нареди: од денес натаму ќе палите свеќи прво тука, после ќе одите во кругот на манастирот. 3 пати силно ми викна. Во тој момент јас одма се разгледав да го запамтам местото. Во тој момент видов едно дапче, тоа е тука, што е мало искривено беше, за да се запамти, за кој ќе дојдеш да го најдеш место. И овде го фрлавме ѓубрето, имаше исфрлено гранки. Под гранките кои ќе ги фатиш, имаше тркалезна маса, огниште на Господ ми се кажа, и изгорено. Во ред, тоа го сонував, станав со бајлето, на мажот му велам, мора да одиме Старавина кај манастирот, затоа што Господ ми нареди за првоображдение, прво да палиме свеќи на тоа место, кај што бевме во сонот, после да влегуваме во кругот на манастирот. Дојдовме тука во Битола, ја задовме Тодорка Чулукова, денеска сами, ме однесе право патот на ова место. Не требаше ни таму да барам, ни таму да барам, право. Во сонот што го видов дапчето, најдов дапчето. Истина овде имаше гранки сврлано, кога ми фативме гранките, од гранките имаше како нојта некој да редал кукулички, тркалезна маса и запалени. Значи тоа ми се кажа дека е огниште на Господ. Огниште на Господ значи да се направи коќа или во тој момент ние прв пат зедовме на тула, си запалихме свеќа тука, се ојдовме дома. Кога дојдовме за првоображдение по една недела, прво тука си запалихме на тулата свеќи, после леговме во кругот на манастирот и со тоа се подигна манастирот. Прво купивме паракливче, ставихме паракливчето, ама многу дуваше ветар и не можевме да палиме свеќи, па решивме со мажот ми да го заградиме. Го заградивме, се стори право црквиче, како манастирче друго. Дури не би рекол, пак ќе речам, според Господовото провидение, Господ ќе си каже колку треба и како треба. Почитувани мои, Маријово и натаму живее. Македонија и натаму живее. Низ историјата и низ вековите кои што се поминати, Македонската православна црква, нашите цркви македонски, нашите манастири македонски, беа темелот кој што остана македонскиот народ да живее ширум Македонија, а се разбира и ширум Европа, Америка, Австралија, Канада. Меѓутоа, титорите се тие кои што според Господово провидение ги прават и црквите и манастирите. Одека до мене е Радојка Тодоровска, а заедно со незиниот сопруг Ристо Тодоровски. Ова спомено бележја пред се она приказна што Радојка ви ја раскажа. Ете е продукцијата Маријо Филм, ќе се обиди преку ова спомено бележје да ви го прочита, се со цел да го запаметат нашите млади генерации македонци. А тоа ќе биде преточено преку камерата на снимателот на продукцијата Маријо Филм Виктор Костевски. Почитувани мои, овдека во обителскиот дел на Маријово, овдека во атарот на селото Старавина, се наоѓа манастирот Свети Атанасиј, овдека во манастирскиот двор се наоѓа уште едно манастирче, односно манастирска црква, посветена на Христовото преображение. Овдека во непосредна близина на ова манастирска црква има и еден напис кој што на него е забележано: Бог се јави над ова место порано кога немаше ништо изградено, една недела пред празникот Христово преображение, тука стоевме
Јас, Радојка, сопругот Ристо и готвачката Митра Мирчева со запалени свејчи во рацете. Одеднаш се слушна глас од небото и ни нареди: од денес натаму прво тука ќе палите свејчи кај Христово преображение, а после во манастирот Свети Атанасиј. И по втор пат гласот од небото се јави и рече: Исус Христос под ова дапче се одмараше, а таму кај што го фрлате ѓубрето си палеше оган и се грееше. Ако не верувате, утре ќе го рачистите ѓубрето и ќе видите огниште. Другиот ден, јас, Радојка, сопругот Ристо и Тодорка Чурукова отидовме на местото, го рачистивме со мотика и најдовме една тепсија, а во неа изгорени куклички. На местото од огништето во знак на сеќавање е оваа плоча, а во кругот Христово преображение се наоѓа светото дапче. Почитувани мои, овој напис кој што ви го прочитав ќе остани за век и веков, да остани во колективната меморија на пред се на младите генерации наши македонци. Нека е денот за многу години. Ова место, овај ридов што е целиот околу манастирот, ова место се вика Црквиште. Тука било цело макавско место е. Ова е Божја сила. Така е. Ево јас лично 4 години и нешто сум овде. На овој манастир помагам. За здравје на сите. 3 ноќи, една по една гледав еден извор. Света вода. Кај што го стонив, појдов на изворот, истото спека ја најдов. Зарастен, извалка на водата, го ичистив, зедов трева, цепка, поставив подбот, го бетонирав, ги ичистив и го заградив. Сега, таа вода се зема доста луѓе за здравје. Како се вика местото, како се вика изворот од лековита вода? Тоа е Свети Атанасиј. Така, така. Инака во местото се вика Поливокот долу. Така. Пред колку години, еве, ова црква, манастирска Свето Преображение е направена? Преображение сега по 6-7 години, а инако исто се славеше Преображение Христово. Така. Ама не се знаеше каде. Од кога стони Радојка ова место овде и се направи Преображение Христово. Сега, ние имаме доста работа, ова е голем комплекс. Така. Голем работа се отвори. Јас пак апел ќе дадам. Прошто па дадам апел. Кој може да поможи дека во градба сме. Така. Може и со парична помош, може и со работна рака помош. Кој како милуваше се Кој вика? како милува да дај помош. Така, Да се така. направи. Затоа давам апел, кој може да поможи нешто. Еве јас по втор пат доаѓам, така речено, после Свети Атанасија и полна ми е душава што манастирот е веќе ограден, има ограда. Многу ми не рекоа дека ти си првиот меѓу однаквите заедно со Ристо, да ова го имаш преку твои раце се преколени. Преку мој раце со неколку колеги. Така, со помош на така. Може да речем дека поќе доаѓа од другите села, од градов неколку души што доаѓа на помош. Браќа, уште еден апел. Кој може да поможи? Уште еден апел. Вика старите, од народ за народ да си помогнеме и Господ ќе ни помогне. Здрави живи. Нека денот за многу години. Ајде, бариовците наши ги сликам. Нека е денот за многу години. За многу години да е денот за многу години. Твоето име? Ристо Миневски. Ти од каде си родом? Од Старавина. Од која фамилија? Од Сирмевци, прв комшија на Калешанѓа. Одма куќата наша е деленица со Калешанѓа куќата. Хероината Калешанѓа опишана во исто романот. На мојот дедо
прабаба му била. Така. Кале Шанѓа од фамилијата наша. Така. Фамилијата Сирмевци. Така да сте ме здрави и живи. Еве продукцијата Марио филм се наоѓа овде во Мариово, се наоѓа во срцето на Македонија, се наоѓа овдека во манастирот, многовековниот манастир Свети Атанасије, каде што овдека во овој комплекс имаме две цркви, едната посветена на Свети Атанасије, а другата на Христовото превражение. Василе, ајде вака едно, што се вели, ти си виновник што овдека сте дојдени. Кој ти се овде гости? Добар ден, присутни гости, дојдени од Австралија, па да ги поздравиме. Тие не можеа с ношти да дојдоа денеска. Тоа е истото, дали денеска или вчера. Така е. Ноште беше во многу убаво издание. Музиката беше многу добра. Певалката Татјана беше уште убава и добра. Се играше, се пееше до 12 сата, да речам некој остана и покасно. Значи се беше големо расположение. Овие присутни гости сакале дошле. Да ги поздравиме, значи да доаѓа и понатаму, да го посетува овој крај, да се сеќа на добри успомени, како што биле на други места, така да кажат и за нас. Оти вика старите родното место нема никаде побаво, од Македонија нема никаде побаво. Македонија била и ќе биде, Мариово било, ама сега Мариово ќе било и ќе биде. Мариово ќе опишена посебно старавина кај стане во Кале Шанѓа. Значи хероината на Македонија. Ќе ми дозволиш да направам лав момент? И со другите. Добар ден, вие госпоѓо, од каде сте? Од Сиднеј, Австралија. А по потекло? Од Битола. Од Битола. Твоето име и презиме? Од која фамилија си? Така. Татко ти како се вика? Александар Петровски. Мајке ти? Та од каде е родом? Од Крстова. Така. Колку долго време, значи сте вие од Битола, така? Така. Господине вие? Љупчан Јелевски. Така? Од Битола. Така? Иначе живееме во Сидни. Да се представам, јас сум председател на Македонското културно-социјално друштво Битола. Овие се наши членови, а имаме гости од Америка овде и нивте ги зачлениме сега. Колку, да? Ајде, за прв пат идиме во Албајна овде. После колку години доаѓате во? Ако ти кажам, ќе речиш многу стар си и нема да ти кажам колку години су. Може. Секој 2 години сидиме во Битола и нормално. Така. На која годишна возраст замина во Австралија? На 19-20 годишна возраст. Така. Ова сега да те прашувам, како се организирани нашите македонци во диаспората, односно во Австралија? Јас ќе те поправам, извиди, во иселеништвото. Така, да. Ние сме македонски иселеници во Сидни. Јас реков како друштво, ние битолско друштво, ете овде ми се членови сите овде. И пријатели, нормално. И сме добро, доста организирани. Сега, велете и вие прославуваме 35 годиштина на друштвото, битолското друштво во Сидни. Со задоволство продукцијата Марио филм овој го ја прифаќа вашата покана. Со Господ напред ќе дојдеме и тоа да го направиме, да го овековечиме, да остани на генерацијата наши македонци овој кој што ќе доаѓа од по нас. Нека еден озрма години еве душата ми се исполни да се видам со нашите македонци кои што ширум живеат надвор од татковината Македонија. Многу ми на овој говорот дека Блаже Конески не попусто рече големо ни е името, ќе се обиде да ни го земат, меѓутоа нас македонците не има овој ширум Македонија. Твоето име презиме? Моje име е Тоде Кастановски. Така, по потекло? Потекло сум јас од Мишлешево. Мишлешево, убавото село. Така. За Мишлешево имам направено печат документални. Со Илјо, начело со Илјо. Да. Јас ојдев во Америка 69 година. Таму деца, жена, и таму работав.
Колку Господ ви даде челат со твојата сопруга? 5. Со ова ми е втора сопруга. Значи 5. На рака. Океј, да. Каде е раката горе? Колку нучина имаш? Нучина имам 7. Така, ова да те прашам. Кога повеќе ти се радува душата кога ќе дојдеш во Македонија или ќе треба да се враќаш? Ја идам секоја година во Македонија. Таму цел живот сум 56 години во Америка. И таму причина да ми се таму. Што е тоа? Кој порив е да дојдеш во Македонија? Роден крај. Да. Роден крај. Иначе потекно се ја Вишнешев. Так. Кај од Келија. Од Келија, ете. По правило сум ја потекно дедо ми село Сирула. Сирула? По потекло е градоначалникот на Охрид од Сирула. Имате убав манастир горе. Да. Сум бил таму. Нека е денот за новогодини. Новогодини. Твоето име? Димитрија. Презиме? Ѓалески. Родом од? Долносрпци. Долносрпци, имате убава црква во Долносрпци. Ама имате и убаво манастирче горе према Ридо. Ефме таму. Така. И крст имаме горе. Така. Каде живеете сега вие? Во Сиднеј, Австралија. Во Сиднеј. Колонија наша македонска. Кога последен пат си бил во Српци? 6 години. Што е тоа што те влечи? Родни крај. Ова да те прашам, од твојата фамилија во Долносрпци има? Има внукот брат еден. Да, така е. Значи коренот останува. Има, Се спомнува. Имаме од братучерите. Така. Кога ќе прошеташ низ сокаците во Долносрпци, кога беше дете, кога ќе поминиш, ти се радува ли душата? Заборав. Што им пренесуваш на твоите внуци во Австралија кој ќе појдиш? Гледат внуците мои. Значи доаѓаат. Не, ида, ама со мене бе. Пред 6 години бе. Овде до тебе и твојата сопруга? Те бевме во манастир до 6 години. Цела фамилија, 14 души. Овде со тебе и твојата сопруга е? Како е името? Тоа е тукашна. Тукашна? Така. Може ли да се присетиш вака едно? Ти си релативно човек по години. Кое време си се седовте? Зимно, пролетно, есено, летно? Сакаш по австралијански? Не, во австралијански зимно. Австралија се сретна. Таму. Ова се да те прашам. Бегалка си е седе или намерак? Како? И така. И така. Не бегав јас. Не е бегалка, не е бегалка. Ти си по потекло од Старавина. Кој е пубаво село Старавина или Долносрпци? Сестро на Васко. Старавина. Така е. Моја порака е прво на самото слегување од авион, ете мојата сопруга рече Господ многу дал. Господа и натре е лав. Амин. Чувате Македонија, а ние да ја посетуваме. Не само ние, многу наши населеници да си доаѓаат во Македонија. Нека денот за години. Години да се гледаме многу години. Дори едно постар адет и обичај. Кога домајчино ќе ги пречека гостите да наздравуваат. Ајде наздравиме. За години, зубаво за добро. Чулте Господ. Да погледаме. Убави успомени од Македонија и тамо да ги поздрават сите. Алам да ти е така. Сите ги поздравиме. Здрави, живи, весели. Амин. Почитувани мои, предлагам да проследите поголем дел од утринското богослужение, кое што се одржа овдека во манастирскиот комплекс, посветен на Свети Атанасија, со којчино начествуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ,
во продолжение на оваа репортажа. И помилуј нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и пресно, и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуј нас. Премудрост простумна го слушаме Светото Евангелие, мир на сите ќе се чита, о Светото Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. Во она време влезе Исус во Иерусалим, при овчата порта. Сноњаше бања па еврејски наречена Витез, да каде што режеа многу слепи, хроми и суви кои чека да се развиже водата, затоа што од време на време во бањата слегуваше ангелот Господов и раздвижуваше водата, и прв кој ќе влезеше после раздвижувањето на водата ќе оздравеше од било каква болест да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа за небесен мир, за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа за мир во целиот свет, за благосостојба на своите Божји цркви и соединување на сите, да се помолиме на Господа за овој свет кај за нешто се вера на Божјо и страх Божји, влегуваат во него, да се помолиме на Господа за високо преосвештениот митрополит наш Петар и за света во Христа наше братство, да се помолиме на Господа за да се освети оваа вода преку силата дејството и слегувањето на светото, да се помолиме на Господа за да биде оваа вода за лекување на душите и телата, за изгонување на секоја непријателска сила, да се помолиме на Господа за да слезе на оваа вода очистено дејство на предвечна Тројца, да се помолиме на Господа да се испради благодат и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа Господ да не покаже силним на наследница на своето царство преку просувањето, со света вода да се помолиме на Господа, застапи, спаси, помилуј и сочувај не Боже, со Твојата благода спомнувајќи пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владичица наша Богородица и пресна Дева Марија, со сите свети и самите себе еден на друг, и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отца и Син и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, луди Твоја и благослови и достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, на сопротивнија даруја и Твое сохрањаја крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, луди Твоја и благослови и достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, на сопротивнија дарујај и Твое сохрањаја крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, луди Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, на сопротивнија даруја и Твое сохрањаја крестом Твоим жителство. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуј не. Свети Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуј не. Слава на Отца и Син и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Пресвета Тројце, помилуј не. Господи, очисти ги нашите гревови, владико, опрости ги нашите беззаконија. Свети, посети ги сили ги нашите немощи заради Твоето име. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Оче наш кој си на небесата, да засвети името Твое, царството Твое, да биде војата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговете наши, како што ги праштеват нашите должници, и не води во искушение, избави нас од лукавиот, дажа Твое царство да се даде славата на Отца и Син и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Преобразил си ја еси нагоре, Христе Боже, показави учеником Твоју славу Твоју, јакоже можаху да восијајет нам грешни свет, Твои присносушни, молитвами Богородици свето давче, слава Тебе.
Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй, Господи се Христе, Боже наш, благослови го овој леп и во виносот Твој свет до сега и секогаш и во веки веков. Амин. Во слава и чест на Светото Христово преображение, чијшто спомен го празнуваме, ти ја принесуваме оваа жртва на Твојот наднебесен жртвеник. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй, Господи се Христе, Боже, благослови го овој леп и овој вино со Твој свет дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Во слава и чест на Светото Христово преображение, чијшто спомен го празнуваме, ти ја принесуваме оваа жртва на Твојот наднебесен жртвеник. Святи мученици, же добре страдалчествуваше и вечаше ся, молите ся ко Господу, помилувате ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом, похвало мучеников, радование, иже проповед Троица единосушная, Исаје елико и дева, име во чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека. Поступим ја ему, его же величајуште дево, облажаемо. Боже, се молиме за живот, ми здраве и спасение на чејата Божи и нијата. Христо, Радојка, Елена, Аце, Марија, Иле, Мирјана, Михаел, Бране, Теодора, Иска. Зашто си милостиви човек, прво Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отце, Сине, Свети Дух, сега и секогаш и во вечни векова. Боже, се молиме за живот, ми здраве и спасение чејата Божи имињата. Митре, Саше, Марија. Зашто си милостиви човек, прво Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отце и Сина и Свети Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Здрави живи, што се молиме за живот, ми здраве и спасение чејата Божи имињата. Менка, Илче, Мирјана, Михаел. Зашто си милостиви човек, прво Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отце и Сина и Свети Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Почитувани мои, секое празнување, било да е манастирско, било да е црковно, било да е селска слава, било да е куќна слава надбир, било кој домаќин, или па да е празнување на самото село, не може да се замисли без орото, без песната, порано пропратени со гајдите, со зорлите, со кавалите, со тапаните, а денеска со современите, така да речам, македонски народни инструменти, а истото тоа се одржа и овдека во манастирскиот комплекс Свети Атанасије.
Почитувани мои, не ми се напушташе селото Старавина, иако се уште во мене гореше желбата и натаму да бидам дел од ово многовековно православно христијанско празнување, но мора да се заминам, затоа што ме чекаа и другите населени места во мојовска околија, да се видам со преостанатите мештани во овие населени места, за да ми ги раскажат приказните што нив им ги раскажувале нивните дедовци баби за историското битисување на нивните родни места, а сето тоа да биде преточено во нови документарни репортажи, за да не останат покриени од правда на заборавот.